Во третото доба се уште да сте активни, јас само ке кажам секоја чест, можам да посакам многу здравје и уште зошто да не успеси. Имаме хармоника во студиото и господинот Лазо Трпковски Ласко, концерт мајстори, на кој јас ке покажам нешто што ке не врати во минатото и што ке ни разбуди спомени како слушавме музика никогаш. Еве ги оние касети од некои години, не можеме сега точно да кажам кога последен пат веќе беа во производство, но како и да е, добро ви утро и добре ни дојдовте и драго ми е што сте наш гостин. Еве трето доба да поразговараме и со вас повозрастните, меѓутоа се уште ја имате хармониката со вас толку години. Колку години сме со хармониката? 60 рековме, така? Да, Јубилеот го славиме сега. Така. Браво. Секоја чест посакувам да сте живи и здрави. Ирена повели со разговорот и јас сум сигурна дека многу вака возрастни сега ќе не следат и ќе ги мотивираме и тие сето она што го имаат во себе, како што јас велам во текот на денот, ако не е некој талент за музика и слично, барем нешто друго да се пронеде, да си уживаат во истото. Така е, Слободанка, ти покажа касета, а јас ќе покажам исто така и CD. Мислам дека и тоа веќе некако како да е во изумирање, бидејќи младиве генерации само слушаат музика на YouTube, нели? Така. Сега кога сме веќе кај CD-њата, пред да си го најавам мојот денешен гостин, ќе кажам дека само тројца гледачи, еве, може да ни се јават, да си ги вклучиме овде во студиото, ќе си добиете по едно CD. Станува збор за македонски свадбарски ора. Имаме такви две CD-ња и едното ни е со сериозна симфониска сериозна музика. Така, од нашиот концерт маестро, утринскиот наш гостин, господинот Лазо Трпковски Ласко. Сега вака, за најава имам нешто подготвено, се надевам дека нема да заборавам нешто. Имате вие сега на 7 март, 64 години одбележувате ваша дејност, односно учество ваше на македонската естрада, 60 години како концерт мајстор, како член на Танец. Во Танец работевте повеќе од 40 години, од Танец и се пензиониравте. Учител по хармоника, поет, во моментов диригент на пензионерскиот хор Вања Лазарова. Дали може би нешто пропуштам, јас ви симнувам капа маестро и воедно ќе ве поздравам со еден аплауз, бидејќи вие музичарите, тоа е најзначајно за вас, нели, аплаузот кој што го добивате од публиката. Навистина ми е чест што ова утро сте наш гостин. Вие сте во вашата 70 и колку, 5-6 години? 76-та година. Да сте ни здрави и живи уште многу години. Ви благодарам што утринава сте заедно со нас. Почетоците се одамна. 64 години. Значи на ваша 11 годишна возраст почнувате да се дружите со хармониката. Да. Зошто хармоника? Прво да речам добро утро на вашите гледачи и вам овдека што сте во студиово. Благодарам. 64 години, може би не се многу, има некои сигурно повеќе од мене, повеќе 70-80 години. Ама се за почит, верувајте. Навистина. Јас лично тие години се минати како да ви речем, како вообичаено секој ден што го поминувам. Така е за мене. А зошто се одлучивте за хармониката? Како инструмент? Видите вака. Другарувате со хармониката 64 години. Така. Не со хармониката, другарувам од мај месец 1963 година. Тоа е пред земјотресот со хармониката. Но со сцената, значи другарувам, исто така 7 март, ама 1960 година. Така да, тоа бе многу млад, 11 на години, така нешто имав тогаш. И моите први учители кои што ме внесоа на таа сцена се браќата Чортошеви, Васил и Чиро Чортошев, кои што ми беа први учители и кои што навистина оставија голем белег во мене, литературно говорење. Значи, литературен јазик македонски. Тие се почетоците, а со хармониката, како што реков, од 60-та година, мај месец, и така се редеа работите, што многу брзо, значи многу брзо, скоро, да речам за многу мина, може би неверојатно, веќе 64-та година, март месец, 7 март, со културно-уметничкото друштво, тогаш такви беа, Орце Николов
имав прв настап. И тоа многу куст период, тоа се некаде 6, може би не 6, така некаде 9 месеци, каде што јас ја совладав програмата. Во тоа време, во тоа друштво, беа еминентните музичари Кочо Петровски, Талио Ѓановски, Белич, Перо Ѓурчилов, Шукри и така и Миле, хармоникаши. Но тие за многу куст период си замина на некој начин. И така да во Орце Николов останав јас таму како музичар. И таму ми беше раководител Ѓорѓе Димчевски, кој што беше исто така раководител и во ансамбл Танец. И од него научив многу работи, кои што и мене ме насочија некаде. Така да 64 година прв настап, а веќе 65-66 година одма РТБ, Радио Телевизија Белград, ме покани да јас снимам мој ора со хармоника. Сега, тука малку ќе ве прекинам, додека јас си разговарам со гледачите, ќе ве замолам да си ја наместите хармониката, бидејќи ќе сакаме нешто да ни отсвирите во живо. Времето ни е кусо, за вас кажав дека треба емисија од 1 час, можеби и повеќе, Слободанка. Но убаво е вака да ни го разубави утрото. Понеделнички, да си ја започнеме оваа недела на жената. Секогаш сакам, Ирина, да ги слушам возрастните вака кога раскажуваат. И од малецка сум сакала секогаш кога евоцираат спомени и во семејството да ги слушам едноставно. Имаме, да Слободанка, гледачи на линија, само да ги поздравиме гледачите. Имаме двајца веќе. Добро ви утро. Добро утро. Еве, убав ден. Убав ден ви посакувам. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас. Еве, вие ќе добиете едно CD. Ова се... Благодариме. Сакате сериозна музика или сакате можеби македонски свадбарски ора? Може свадбарски ора. Свадбарски ора. Еве, ова CD ке патува кај вас. Ви благодарам што сте заедно со нас. Останете... И до вас. За 8 март. Ви благодарам. Еве подарок за 8 март од нас, како и од господинот Ласко, како што кажа Слободанка. Така. Останете заедно со нас до крајот на емисијата. Ова CD ќе си го подигнете од телевизија Алфа. Добро утро до следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Еве и вас ви оставам да си одберете. Сакате македонски свадбарски ора или нека биде свадбарското. Свадбарски ора. Еве, повелете. Браво. Ова патува кај вас во вашиот дом да си уживате во овие прекрасни звуци и прекрасни ноти освирени од рацете на нашиот концерт маестро господинот Ласко. Ви благодарам за... Посакувам многу успех. Ви благодарам многу. Пријатно. Ајде додека го вклучиме следниот гледач. Ако имаме да вклучиме веднаш, ако не мала куса пауза со малце музика. Може ли со музика? Може. Ајде. Може. Може и да пееме малце. И да свириме и да пееме се. И да пееме малце. Имам бабо, ај што мерак имам. Ај што мерак имам бабо, железар да бидам. Ај што мерак имам бабо, железар да бидам. Железар да бидам бабо, железар да бидам. Железар да бидам бабо, раклишкото ѓаде. Железар да бидам бабо, раклишкото ѓаде. Железар да бидам бабо, железар да бидам. Железар да бидам бабо, раклишкото ѓаде. Па да си ги гледам бабо, раклишките моми. Мислам дека
Може и повеќе, доста е. Колку ни дозволува времето, за жал, јас би оставила и цела емисија на Уште теме. половина час најмалку. Да, имаме уште еден гледач на линија, ќе си го вклучиме и вас ќе ви посакам добро ви утро. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте, сакам да ве прашам дали сакате македонски свадбарски ора или сакате можеби сериозна музика? Може сериозно. Ај свадбарски. Свадбарските. Еве, повелете и овие свадбарски ора ќе одат. Кај вас ќе си уживате во убава? Ајде, честит ден и 8 март. Нека ни е честит 8 март. Ви благодарам што не следите, господја, ќе ви посакам убав ден и останете заедно со нашата програма. Ви благодарам. Сега, господине Ласко, сакам да ве прашам можеби едно неблагодарно прашање. 64 години, 60 години на музицирање на македонска сцена, не само на македонска сцена, туку безброј настапи, не се бројат како во Македонија, така во странство, со танец имате предпоставувам цел свет прошетано. Кога сега еве вака кога си седите во вашите пензионерски денови, кога си уживате, да кажам, имате слободно време сега повеќе, на што најчесто се навраќате? Кој настап, кој настан вака неретко на кој настан си се подсетувате кога сте си вака сами? Што ви е нешто најдраго и што ви е останато во паметење од овие долги години музицирање на естрадата и на сцената? Па видите вака, да се одвои каде и кога и што било најдобро или вака најсилно, не може. Да. Не можам, бидејќи секогаш настапите за мене, било кој настап, дали пред помалку публика или многу голема публика, бил мојот настап и секогаш како јас ќе ја изведам таа програма. Но за сите настапи, за секое време, за секоја ситуација, се најбитни, најважни реакциите од публиката. А нивната реакција, они ја пласираат, ја демонстрираат со нивниот аплауз. Така е. Значи, аплаузот е показател дали јас сум бил севоред. Дали нешто им се допаѓа или не. Или не. Така да тоа е она што го паметите, тоа е она што вас музичарите ве понесува, затоа и вие живеете, нели, за публиката, за аплаузот. Кога се слушнавме за овој разговор, ви благодарам веднаш ја прифативте нашата покана. И ми кажавте, јас сум пензионер, меѓутоа сум 24 часа, 24/7 сум активен. Вие сте сега и неуморно работите, сте диригент на пензионерскиот хор Вања Лазарова. Во наредна прилика ќе ни бидете гости заедно со членките од пензионерскиот хор Вања Лазарова, да најавиме настап. Имате сега по повод денот на жената 8 март, имате настап заедно со вашите хористки и еден концерт кој што го подготвувате за месец април. Да. Сега за скоро имаме на 8 април во просториите на Даре Джамбас, Црвен крст има. А потоа во април месец, првата половина... На 8 март ќе имате во Даре Джамбас. Да, 8 март. А првата половина во април месец ќе имаме целовечерен настап, концерт со ансамблот. Тоа е ансамбл. Ансамбл Вања Лазарева хорот. Значи, каде што ќе имаме и гости од Србија, може би од друго место ќе имаме. Значи, ќе биде збогатена програмата. Предпоставувам и верувам дека ќе имаме малци и фолклор нешто. Така да, јас би ги поканил, се не знам на кој начин тоа ќе го направат организаторите, да присуствуваат повеќе луѓе, поради една причина, што јас ја зборувам често пати. Овој ансамбл, хоро Вања Лазарева, пее дури четворогласно. Пазите, 4 гласа. И кога ќе ставиме на едно мерило, нивните години што ги имаат, значи сите се најмалце 63 години, најмногу 83. Тоа е голема, тоа е голем опсек на години, кој што успеава, значи успеа да изведува четворогласно. Се причината која е таа ќе биде многу кус во искажувањето. Многу кус бидејќи времето ни е веќе за жал. Готово, ќе завршам со тоа. Зошто тоа го постигнаа? Тоа е многу важно што го пласирам секаде.
Значи, многу битно тој што ги спрема нив, тој што работи со нив, дали е тоа режисер, раководител, изведувач и така натаму. Тој мора да знае и да уме да од луѓето, кои што сите луѓе во светот, значи луѓето, поседуваат талент. Апсолутно. Да. Но кај сите луѓе имаме два типа. На скриен талент и заспан талент. Оно што го зборувавме сега Да. за ракотворците. Се пазите, ако тој скриен талент не се пронеде во човекот, неуспехот е апсолутен. Значи, неуспех сигурен. Ако се извлече тој заспан и скриен талент, тогаш веќе може да се тоа делка, да се оформува и да се направи нешто. Сега, зошто така? Има луѓе, например, кои што се како раководители, како водачи, како преседатели, било што, се себични и алчни. Кои што тоа го прикриваат и не го вадат талентот од луѓето. И цела генерација, и цел тој медиум останува заспан, Така е. Браво. скриен. Тоа е најопасното што на Балканот постои. На комшијата да му цркне козата. Секоја чест. Тоа е опасно. Да. Секоја чест за кажаното, Да. се гледаме, Еве се зошто гледаме треба да со ги Слободан. слушаме повозрастните. Така е, Гледаш така ли е. какви зборови и какви пораки можеме да слушнеме. голема Тоа мудрост го речта. знаеме, меѓутоа на начин на кој што го кажува господинот е многу поинаку за возраста што ја имате и искуството ваше животно кажува Да, се. толку да. Сигурна сум дека имате седенки многу со хармониката, со ваши пријатели, имате ли такви моменти? О, И разговори вака на овој начин Многу. евоцирате спомени, браво. Секоја Сигурно. чест. Посакувам долг живот, многу музика и драго ми беше што Да, и ќе има времето ни е толку, Так, ќе има за жал. уште можност и прилика да не бидете повторно гости. Уште еднаш вака сакам да ви се заблагодарам за гостувањето и да ви го честитам јубилеот. Уште многу музика, како што кажа Слободанка. А сега ќе се одјавиме со ваше оро. Вие сте композитор на ова оро, кој што го носи вашиот надимак. Да. Ласко. Само за крај ќе ве молам да ни објасни господинот Ласко, зошто Ласко? па видите вака, тонот, Ла. првите букви, првиот слог ла, тоа е основен тон по кој што се штимаат сите тонови. Так. А тоа ско, Скопје. кратенка на градот Скопје. Скопје, Така ете да така. скопски музичари Да. или музичари скопски, како време е да си уживаме во вашата музика. Да нели? уживаме во Благодарам. музиката, закажуваме повторна средба. благодарам.